Свечено и во присуство на представници од книжевниот свет, читатели и медиуми, беше доделена наградата Пегас за 2025 година на писателката Фросина Пармаковска за романот Кривата Дијана. Ракописот Кривата Дијана е инспирирано од реални трагични случувања во нашата држава во изминатите години. Во книгата, авторката ги поставува прашањата што сите ние честопати си ги поставуваме. Зошто ни се случува ова? Зошто нам? Зошто токму сега? И зошто повторно? Романот излезе сега, изминатиот месец, откако беше објавено дека е добитник на наградата Пегас во септември. Значи, после тие некои завршни подготовки, отиде во печатница и баш пред недела-две излезе, а денес е официјалната промоција и врачувањето на наградата. Романот обработува теми од денешнината. Значи, јас верувам дека во овој роман најмногу од сите мои романи досега се занимавам со реалноста, значи со оваа наша македонска реалност која што сега ја живееме. Како што спомнав и во другите романи, во сите е присутна, но некако овде директно е вклучена, директно зависат животите на ликовите, судбините на ликовите, токму од таа реалност која што и под убаво и во неубаво може, мисла, македонскиот читател да ја препознае, да ја види, да ја почувствува, да свати дека токму таа е таа. Насловот е Кривата Дијана, но со исто толку значаен поднаслов роман за верижната вина, затоа што во средиштето на овој роман е синџирот помеѓу грешката, казната во вид на една трагедија, во вид на несреќа и траумата, која што освен што индивидуална и колективна, општествена, па тоа би рекла дека е темата на романот, главната, но има и други. Темата на љубовта, на загубата, сите оние теми универзални, би рекла, теми што не обкружуваат во секојдневното живење. Пораката на овој роман, па би била да научиме да излеземе конечно од тој магичен круг, конечно да научиме или што е до нас што е можно да направиме, да не ги повторуваме истите грешки, секако, како и во секој мој роман го завршувам со една доза на надеж дека може да биде подобро, поубаво утре, поубава иднина. Кон наградата и победничкиот роман се осврнаа Иван Додовски, професор, писател, книжевен и театарски критичар, и Бисера Бендевска, уредничка во Арс Ламина, кои беа дел од жири комисијата. Наградата Пегас е востановена во 2019 година. Произлезе како една соработка помеѓу издавачката куќа Арс Ламина и фондацијата Славко Јаневски, која што ја доделува наградата Роман на годината. Всушност тие ја доделуваат наградата за веќе издаден роман, а Пегас е награда која што се доделува на необјавен ракопис. Проценивме дека е неопходно да се востанови една ваква награда. Таа цел има да ги скаутира новите писма, но секако добре дојдени се и етаблираните автори. Впрочем, годинава, а и минатата година доделивме награда Пегас на веќе етаблирани автори. Ланската година тоа беше Владимир Јанковски со романот Ехото на акробатите, а годинава, токму вечерва, ќе доделиме наградата Пегас на Фросина Пармаковска за романот Кривата Дијана. Конкурсот е веќе отворен, всушност востановена е практика, штом го објавиме добитникот за тековната година, истиот ден е отворен конкурсот за следната година, така што на 2 септември, кога го објавивме победникот на наградата Пегас за 2025 година, го отворивме и конкурсот за 2026 година. Конкурсот се затвора на 2 јуни 2026 година, еден долг период кога може некој наменски да напише ракопис, а добро и за оние кои што чуваат нешто во фиоките, да го извадат, да го ревидираат и да го понудат за читање. Ги повикувам сите кои што сметаат дека имаат што да понудат, да го пратат ракописот за наградата Пегас. Наградата ја жирираат 3 еминентни членови на комисијата. Тоа се луѓе кои што произлегуваат од стручната фела, книжевници, културни работници. Јас сум како постојан член на жири комисијата, како представник на издавачката куќа, а секоја година жирито се менува, за да не дозволиме притисок во текот на жирирањето. Дури откако ќе го објавиме добитникот, тогаш ги откриваме имињата на другите 2 членови. Годинава во жири комисијата учествува професорката Сонја Стојменска Елзесер и професорот Иван Додовски покрај мене.
Така што вечерва ќе биде присутен професорот Иван Додовски, кој што ќе даде една рефлексија од неговото учество во жири комисијата. На 7-миот конкурс за наградата за најдобар необјавен роман во 2025 година, што ја доделува издавачката куќа Арс Ламина, во соработка со Фондацијата Славко Јаневски, пристигнаа 45 ракописи. Во меѓувреме, отворен е и 8-миот конкурс за наградата Пегас за 2026 година. Можат да конкурираат сите необјавени романи, напишани на македонски јазик, наменети за возрасни.